Колеги, почитувана македонска јавност, почитувани медиуми. На денешнава седница продолжуваме по предлогот за избор на судии на Уставен суд на Република Македонија. За прв пат се расправа по точка која се уште не е завршена во Комисијата за прашања на избори и именувања. Уставниот суд е најзначајниот, најважниот механизам за заштита на човековите права и слободи. Тој е чувар и заштитник на Уставот и на уставниот поредок во секоја демократска држава, се разбира и во Република Македонија би требало да биде така. Еден од предложените кандидати за уставни судии е Фатмир Скендер, граѓански судија во Апелациониот суд во Скопје, кој го помина комисискиот филтер во Собранието. Ја прочитавме неговата биографија, немавме прилика да ги запознаеме лично да се обратат пред нас и да го слушнеме мислењето. Сметам дека со едно ливче напишана биографија нема доволно информации и сме во дилема колку се компетентни за кандидатура на највисоката функција во судството. Да можеше не само ние пратениците во законодавниот дом, туку и јавноста да бидат запознаени со кандидатите и да можат пред се стручната фела да се произнесе за овие кандидатури, може би ќе беше и позитивно тоа произнесување од фелата. Меѓутоа, ние немавме можност да ги слушнеме што стручната јавност мисли за предложените кандидати. Како опозиција на првата комисиска расправа го побаравме овој предлог од владеачкото мнозинство за нивно присуство, но беше одбиено. Кои беа причините, не знаеме, така што зборуваме за луѓе кои не ги познаваме. Да ни се представеа, може би ќе не убедеа во спротивното и да одговореа зошто сметаат дека се добар избор за уставни судии. Своевремено Уставниот суд бил важен за бастион на правото, каде што за влез била потребна импозантна кариера од таков ков со кој ниту малку не може да се спореди предложениот кандидат со универзитетските професори со впечатливи кариери, како Саво Климовски и Родна Живковска. Не знам како би не увериле и нас јавноста, судејќи според биографијата, дека вашиот предлог е соодветен за позицијата уставен судија. Како предлог за избор на уставен судија од владеачкото мнозинство е и предложената Татјана Васич Бозаџиева и од нејзината биографија се прашувам дали од Министерството за правда, преку Министерството за здравство, како државен советник и без никакво искуство во работата на судскиот систем на Република Македонија, може да одговори на така сериозна позиција уставен судија. Предложениот кандидат Татјана Васич Бозаџиева за избор на судија нема ниту еден ден работно искуство, ниту во основните, ниту во апелационите, ниту во Врховниот суд на Република Македонија, ниту се занимавала со научна дејност во однос на право, со што се доведува во прашање компетентноста на Татјана Васич да одговори на проблематиката со која се соочува Уставниот суд. Исто така, од наведеното се доаѓа до заклучок дека предложениот кандидат, истоимената Татјана Васич Бозаџиева, не донесла ниту една судска пресуда во својата кариера, а се очекува да носи решенија кои го засегаат уставно-правниот поредок на Република Македонија. Можам да заклучам дека предложениот кандидат не ги поседува потребните карактеристики и принципи на поведение на еден уставен судија, а тоа се компетентност, непристрасност, независност и интегритет. Ете затоа народот има огромна недоверба кон судската власт и постојано ја критикува. Меѓу главните причини за недовербата, граѓаните ги издвојуваат перцепцијата за корупција, за политички влијанија и долгото времетраење на судските постапки. Дека довербата е на многу ниско ниво, покажува и процентот од само 8% на довербата во судството и обвинителството. Кога станува збор за тоа дека треба да избереме кандидати за уставни судии
кои ќе ги штитат уставните слободи и права на граѓаните, ќе ја штитат законитоста и уставноста на сите правни акти, донесени во оваа држава. Треба да се каже и фактот дека поминуваат партиски полтрони, па секој еден ќе си го постави прашањето: дали овие кандидати од владеачкото мнозинство ќе бидат компетентни, ќе бидат доблесни, за да утре ги штитат законите и уставот од повреда на други граѓани и на други ентитети. Дека судскиот систем во државата ни е на најниско ниво, пред се поради партизација и политизација, и проблемите во функционирање на судството се изнесени и во извештаите на Европската комисија, која забележува пристрасност и пролонгирање на донесување на одлуки. Имено, Уставниот суд на Република Македонија бележи намален број на примени и завршени предмети, намален број на укинати и поништени одредби од закони и подзаконски акти, намалување на бројот на вработени и непроменети средства во годишниот буџет. Ваквиот податок укажува дека овој правен институт не е ефективно право средство во правниот поредок на државата. Единствен критериум за избор според Уставот е судијата да биде од редот на истакнати правници. За жал, Уставот не беше дополнет во овој дел, ниту пак беше искристализирана некоја пракса во изборот на судиите, од каде може да се заклучи што подразбира истакнат правник. Например, на стаж, академска титула, научна дејност, меѓународно искуство и слично. Тука има оставено широк простор за манипулација на условите за избор на судии во Уставниот суд. Прашуваме, кои се критериумите за истакнат правник? Интервенциите и во ова прашање се неопходни, така да уставните судии треба да се избираат од редот на правници кои се истакнале со својата научна, истражувачка и стручна дејност од редот на судии на највисокиот, Врховниот суд, адвокати, јавни обвинители од јавното обвинителство на Република Македонија и универзитетски професори кои имаат најмалку 15 годишно работно искуство во правната струка, а кои во изминатите 4 години не извршувале именувана или избрана функција. Како најважни приоритети на патот на нашата Македонија кон Европската Унија ве очекуваат конкретни резултати. Ќе треба во најскоро време да започнете да се занимавате со вистински реформи во судството, борба против криминалот и против корупцијата. Но некако тоа не ви оди во прилог. Република Македонија се наоѓа на 111-то место како најлошо рангирана според индексот на корупција со пад за 5 места. Со ваква пракса никогаш нема да влеземе во Европската Унија, затоа што таму законите се почитуваат. Народот се тоа го гледа, ја чувствува незаинтересираноста на владата и го носи теретот на својот грб во исчекување на подобра иднина. Факт е дека довербата на граѓаните во судскиот систем на Република Македонија изнесува 8%, што е крајно поразителен и разочарувачки за нас како држава кандидат за членство во Европската Унија. А изборот на вака предложени кандидати не придонесува за подобрување на лошата слика на правосудниот систем пред граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам.